Сакам преку ова пресконференција да ја споделам со вас информацијата дека почнувајќи од денес, 19 јуни, па се до 19 август, ќе се одржи овогодинешното издание на манифестацијата Струмица Open Festival. Задоволството е уште поголемо ако се знае дека станува збор за јубилејно 10-то издание на оваа манифестација. Тоа значи дека годинава се заокружува еден вреден еднодецениски ангажман со кој се анимираа огромен број луѓе од различни генерации, од нашата општина, од нашата земја, па и од странство, кои токму на Струмица Open Festival пронајдува содржини за задоволување на нивните потреби, барања и вкусови. Убеден сум дека така ќе биде и годинава, бидејќи со малку видоизменет и надополнет концепт, Струмица Open Festival и годинава ќе понуди исклучително квалитетна и шаренолика програма, која ќе ги плени срцата на нашите посетители. Ја користам можноста да ги поканам сите посетители и годинава бесплатно да ги проследат содржините на Струмица Open Festival. Ова јубилејна година ќе се присетиме и ќе ја посветиме на сите претходни изданија и на сите вас кои сте учествувале во овој наш драг проект и сте дале свој значителен придонес за фестивалот да прерасне во таков како што денес сите го славиме и го доживуваме, отворен за секого. Годинава, навраќајќи се назад низ оваа десетолетна авантура, символично ги поврзуваме временските фрагменти, формирајќи го досега најубавиот витраж низ кој ќе летово ќе ја гледаме Струмица. А секоја боја од овој колаж си има свое место и алудира на уникатната вредност која носи секој настан, секој изведувач и секој присутен. Од богатата палета на бои кои ги имаме, први ќе ги употребиме боите на спортот и рекреацијата и со нив ќе ги офарбаме улиците на Струмица. Па така, оваа 20-дневна јубилејна авантура ќе ја отвориме со првите две спортско-рекреативни недели. Отварањето годинава им припада на помалите, но секогаш присутните One Way Dance Studio, кој за прв пат ќе ни овозможат одблиску да се запознаеме со нивните уникатни движења и танцови вештини преку првиот Open Class настан, на веќе добро познатата фестивалска локација во градскиот парк кај езерцето. Преку отворена тренинг сесија, танчарите од One Way ќе ни ја доближат убавината на танцот низ духот на уличната култура. Во вторник, фестивалот за момент се сели во училишниот двор на гимназијата Јане Сандански, каде сите ќе ги одмериме силите во игри на табла или популарно познатите board games. Настанот посветен на промоција на културата на друштвените игри, повикува на едукација преку забава и целта е за момент да не оттргне од секојдневната напнатост од врските и дигиталната технологија, па на олдскул начин да изиграме партија шах, табла или некој од многуте друштвени игри од понапреден тип, логички пазли и рубикови коцки, кои ќе ни бидат достапни на располагање. На огромно задоволство година покрај представниците на Board Game заедницата, коорганизатори ќе ни бидат и членовите на шаховскиот клуб Цареви коли од Струмица, кои ни ветуваат едукативна презентација за шахот и ќе ни ги откријат тајните на шаховските вештини и мудрост. Присутните ќе имаат можност во уживање на играњето игри, пропратно со добра музика и освежување, а предвидени се и вредни награди за присутните. Наредниот ден во среда продолжуваме да трчаме по градските улици, а за тоа да биде во поорганизирана форма се погриживме заедно во соработка со атлетскиот клуб Белас Царан. Традицијата која ја започнавме пред неколку години со организирањето на првиот полумаратон во нашиот град, Струмица на улица, не смее да згасне. Па затоа година во градскиот парк струмичани ќе имаат можност да излезат во патики и да истрчат една од двете трки, детска трка и штафетна трка за возрастни, која е предвидена како тимбилдинг активност за сите групи, компании или организации кои сакаат да земат учество во настани на ваков тип. А на крајот, сите заедно ќе го истрчиме ревијалниот круг низ улиците на градот и градското шеталиште, со што ќе испратиме една силна порака за поттик на младите за спортување и ќе се обидеме да го разбудиме и разгориме спортскиот дух кај секого. Првата недела ја заокружуваме со кружните движења на педалите од нашите велосипеди. СОВ велотура ни се враќа на програмата по пауза од една година. Се враќаме на старите добри навики, но по нови возбудливи и живописни патики. Овој пат велосипедската група ќе се движи кон убавата Велјуса, а збирното место ќе биде на градскиот плоштад Гоце Делчев во четврток на 22.7. од 17:30.
Важно е да напоменеме дека оваа велотура е предвидена за сите активни и рекреативни велосипедисти, за деца и возрасти. Потребно е секој учесник да има свој велосипед и желба за спортување. Втората спортско-рекреативна недела ја започнуваме со уште еден атрактивен и добро познат настан. Стрит баскет е составен дел од спортско-рекреативната програма, уште откако фестивалот го доби својот епитет на културно-забавно лето во проширен формат пред неколку години. Годинава за прв пат ќе го одржиме популарниот турнир во улична кошарка на обновеното игралиште кај Монопол во скратен формат од 8 екипи, а настанот ќе добие и меморијален карактер во чест на прерано починатиот Здравко. Вторник традиционално е резервиран за ноќните патеки епизода Цареви кули, кој уште од самиот почеток е замислен да се одвие во ноќно време, а за време на полна месечина, што е и самата символика на овој настан. Да го осветлиме патот кон царевите кули и самите кули, повторно повикувајќи на зголемена свест за спорт и рекреација, но и за поттикнување на еколошката свест и зачувување на природата. Коорганизаторите, Атлетскиот клуб Југоисток и Атлетскиот клуб Беласт Царан се задолжени за двете групи, велосипедската која ќе се движи по асфалтниот пат, а додека пешачката ќе се искачува по трим патеката низ Свети Илија. На самата локација не очекува освежување и добра музика, како и кратка едукативна презентација за самиот локалитет Цареви кули. Среда е повторно намената за забава за најмалите. На локацијата во паркот со почеток од 19 часот, најмалите од 3 до 7 годишна возраст ќе имаат можност да си ги одмерат вештините во трките со популарните баланс байк или велосипеди за деца без педали. Предвидени се трки во неколку категории според возраста, а за сите учесници ќе следува мајчка и вредни награди. На истата локација, наредниот ден во четврток, на 29 јули, овогодишната спортско-рекреативна програма ќе ја заокружиме активно и во спортска опрема. Со почеток од 19 часот, сите заинтересирани ќе имаат можност да ни се приклучат на групно вежбање на аеробик на отворено. Настанот Вежбаме во парк, кој секоја година се одвива во склоп на фестивалот, го организираме во соработка со фитнес инструкторот Елена од аеробик и пилатес клубот GoFit. Тренинг сесијата е од отворен карактер и може да присуствуваат сите заинтересирани спортисти и рекреативци. А ќе има и подароци од нашите спонзори, со што ќе ја прогласиме спортско-рекреативната недела за затворена. Дозволите за крај да искористам оваа прилика да ги повикам сите граѓани, спортисти, рекреативци и ентузијасти да ни се вклучат што поактивно и во што поголем број на овие спортско-рекреативни настани, бидејќи секоја активност има свој бенефит, а од секој настан испраќаме уникатна порака која треба да допре до секого. Дозволите да ви известам за настаните кои ќе се одржат во третата и четвртата недела од овогодишното јубилејно издание на Стромица Open Festival. Третата недела ја започнуваме на 2 август со пикник и предавање за македонската музика на Габровскиот водопад со почеток од 9:30 часот. Продолжуваме на 3 август со почеток од 21 часот покрај езерцето во градскиот парк со вечерна поезија на која како гостин ќе имаме македонската поетеса Кристина Николовска. На истата локација и во истиот термин во 21 часот на 4 август го имаме завршниот концерт на летната школа за гитара под менторство на Васко Пиличев. Оваа недела ја завршуваме на 5 август со почеток од 20 часот со добро познатата вечер на афоризми. Гостин од соседна Србија, господинот Зоран Јовановик, кој е мощно популарен во регионот. Ова година, четвртата недела ја посветивме на филмот, па така ќе има 4 филмски вечери со почеток од 22 часот покрај езерцето во градскиот парк, во кои ќе бидат прикажувани 4 филмови, и тоа: Споменик на Майкл Джексон 9 август, 10 август Полусестра, 11 август 18% сиво и на 12 август во чест на 5 стромички студенти ќе се прикажува филмот Златна петорка. Петата недела, која што е музичка недела. Сакам да истакнам дека на оваа недела ќе имаме секој ден, почнувајќи од понеделник до четврток, од 16 до 19 август, секој ден ќе имаме по двајца изведувачи, кои што се изведувачи од нашата земја. По 2 концерти. Првиот ден ја имаме сладкаристика Unplugged заедно со пријателите од 20:30, а подоцна од 22 часот ќе имаме концерт на Каролина Гочева. Вториот ден го имаме концерт на Коста Хаджикојчев од 20:30, а подоцна од 22 часот имаме концерт на Игор Џамбазов и Гуру Харе. Среда, 18.8,
Најпрвин имаме од 20:30 концерт за прв пат на Струмица Open на Македонската опера и балет, а подоцна од 22 часот имаме джез концерт на Владимир Четкар. И последниот ден, 19 август, четврток, најпрвен имаме концерт Dismissed Downtown Funk од 20:30, а подоцна од 22 часот имаме концерт на Суперхикс. Сите овие концерти сакам да истакнам дека ќе се изведуваат на сцената кај градскиот парк, кај езерцето.